Водата од Злетовица станува реалност. Словенечка Искра наскоро треба да започне со целосна реконструкција на филтер станицата во Штип, со што ќе се овозможат услови за прием на дополнителни количини на вода од 300 литри во секунда. Штип ќе го обезбедиме за навек со водоснабдување. На почетокот очекувам делумно да превземеме вода од хидросистемот Злетовица, делумно од нашиот бунарски систем, а за потоа да целосно се префрлиме кон односно превземање на вода за пиење од хидросистемот Злетовица. Се работи за комплетна реконструкција на филтер станицата со која ќе се овозможи третман и прочистување и на површински води. Ќе се постават 6 филтрациони единици кои ќе произведуваат секоја ултрафилтрациона единица по 50 литри во секунда, значи вкупно околу 300 литри во секунда. Ако знаеме дека сега добиваме околу 240 литри во секунда, значи ќе се зголеми веќе производството на вода и доследување до граѓаните околу 60 литри нови вода во секунда. Сите предуслови за старт на реконструкцијата од страна на општината се обезбедени. Што издаваме 2 одобренија за оваа филтер станица, едното е веќе издадено, во текот на наредната недела ќе биде издадено и второто одобрение, со што ќе започне реконструкцијата на филтер станицата во Штип. Ова е капитална работа, ова е нешто со што решаваме генерации и генерации граѓани со вода за пиење во Штип. Во завршна фаза се и активностите за изградба на филтер станица и во Карбенци, која исто така треба да прифаќа вода од Злетовица. Деновиве очекуваме да започне еден од најголемите капитални објекти, тоа е фабриката за вода или прочистителната станица од хидросистемот Злетовица. Очекуваме во текот на наредна недела да биде и официјално воведен во работа изведувачот. Хидросистемот Злетовица е проектиран за да обезбеди вода за пиење за жителите од 6 општини од источниот, североисточниот и вардарскиот регион. Поради немање или несоодветни филтер станици, вода од истиот досега користат само 2 општини – Проби Штип и Свети Николе. За останатите државата обезбеди неповратни средства во висина од околу 5 милиони евра со кои ќе треба да се изградат или адаптираат филтер станиците за да може да ја преработуваат водата од Злетовица.